Во Турција стапи на сила вонредната состојба која ја прогласи турскиот претседател Ердоган по петчасовниот состанок на Националниот совет за безбедност. Воведувањето на вонредната состојба која ќе трае 3 месеци, Ердоган го најави во директен телевизиски пренос. Целта на вонредната состојба е да се овозможат најефикасни чекори да се справиме со заканите што е можно побрзо. Оваа мерка апсолутно не е против демократијата, владењето на правото и слободите. Токму напротив, има за цел зајакнување и заштита на овие вредности. Воведувањето на вонредната состојба ќе значи дека владата сега има право да носи закони без да заседава парламентот и да ги суспендира правата и слободите доколку оцени дека тоа е неопходно, што значи добива широки овластувања за апсења. Вонредната состојба му дава на претседателот Ердоган радикално поголема моќ, но тој вели дека моќта нема да биде злоупотребена и потсетува дека слични мерки се воведени во Франција по терористичките напади во ноември лани. Со реакција согласи германскиот шеф на дипломатијата, која повика Турција вонредната состојба да ја задржи во сила само толку долго колку што тоа навистина е потребно и да ја укине што е можно побрзо. Штајнмајер ја повика турската влада да го одржи и владењето на правото и принципот на сразмерност во својот одговор кон обидот за пуч. Околу 60.000 војници, полицајци, суди, јавни службеници и професори беа суспендирани, приведени или се под истрага по неуспешниот обид за воен удар. Вонредна состојба за последен пат беше воведена во Турција во 87-та, но само на југоистокот на земјата, додека турските сили за безбедност се бореа против курдските бунтовници. Траеше до 2002-та.